Економијата расте, невработеноста се намалува. Пад на стапката на невработеност од 11,9 на крајот на 2024 на 11,7% во првиот квартал годинава, објави државната статистика. За само 3 месеци се вработиле 1884 луѓе и сега во земјава се ангажирани над 702.000 вработени. Како невработени се пријавени 92.600 граѓани. Стапката на невработеност кај младите до 29 години и натаму е висока и изнесува 22%, и токму затоа нивното ангажирање е приоритет во оперативниот план на Агенцијата за вработување. Дел од аналитичарите очекуваат невработеноста и натаму да паѓа, особено во текот на летото, кога голем дел македонски граѓани одат на сезонска работа во странство. За поголем успех за нивно задржување овде, сметаат дека се неопходни инвестиции кои ќе донесат подобро платени работни места, како и реформи во администрацијата и правосудството. Тие мерки како владење на право, почитување на правото и намалување на корупцијата, како што е во Естонија, на нула, тогаш веќе може да разговараме и за привлекување на инвестиции, поготово на инвестиции кои ќе нудат работа и вработување на високопрофилен кадар и на останување во сопствената држава. Падот на невработеноста во првиот квартал доаѓа истовремено со раст на економијата од 3%. Нејзин главен двигател е градежништвото со зголемување на активностите за над 7%, како и бруто инвестициите кои се поголеми за 18%. Според аналитичарите, градежните проекти треба да се завршуваат побрзо и во дадените рокови, за поголеми ефекти врз бизнисот и граѓаните. Освен тоа, сугерираат да не се форсира само еден сектор, градежниот, туку дека треба да се стимулира и вложува во иновации, земјоделство, IT индустрија, односно во се што носи додадена вредност во економијата. Наместо да се стимулира и развива посебно IT секторот и секторот што извезува, поготово продукти кои му се потребни на странските пазари, тука би го вклучил земјоделието и обработка на земјата и продуцирање на нов и модерен начин каде што ние преку извозот ќе внесеме големи средства. Од владата се задоволни од постигнатиот економски раст во првиот квартал. Според оствареното, македонската економија е меѓу првите во Европа според растот веднаш после Ирска, Данска и Полска. Пред распишувањето на локалните избори се очекува во собранието да помине и ребалансот на буџетот. Министерството за финансии овие денови се координира со министерствата околу распределбата на финансии во нивните буџети. За сега остануваат проекциите за раст на економијата од 3,7% во 2025 година.